се почна во ноември, точно на 6 ноември, ќе го прочитам ова, бидејќи не ми се инаку во глава сите датуми и податоци, кога под објава на главниот Инстаграм профил на Слободен печат, во иста минута ни пристигнаа стотици лајкови од сомнителни профили. Во рок од 1 час, истата појава ја имавме и на следната објава и тогаш веќе почнаа да реагираат и читателите со прашање дали некој тестира ботови во коментарите на Слободен печат. Се појавија истото се појави и на трета објава и тогаш веќе свативме дека нешто чудно во најмала рака се случува и излезе дека нашата работа во тој момент е целосно блокирана и не можевме фактички да се насочиме на други ангажмани, туку се занимававме со бришење, блокирање, разговори со Мета и така натаму. Ги пријавивме нападите, нели? И кога ги документиравме коментарите, односно направивме, нели, скриншоти, видео, целта беше транспарентно да ги споделиме со нашите читатели дека нешто сомнително се случува со активноста на нашиот профил и дека немаме контрола врз непосакуваните интеракции. Потоа споделивме вест на крајот на денот, за која што очекувавме дека ќе предизвика интеракции со други, со читатели. И споделивме исто така и видео објава за ова. Меѓутоа, поради тие непосакувани интеракции, свативме дека ние во тој момент сме добиле, како се нарекува тоа, shadow ban, нели? Што значи неофицијална казна од алгоритмот со која драстично се намалува видливоста на вашите објави или ричот. Ова се случува кога се прекршуваат правилата, кога има спамирање или користење забранети хаштагови, а ние во тој момент го немавме тоа. Мета во целата таа кореспонденција ни не понуди никаква заштита, бидејќи нивниот одговор беше не нудат заштита од несакани лајкови или несакани коментари, нормално. Не можете некого, како што велат, не можете никого да спречите да ви ја лајкне објавата ако профилот ви е јавен. Значи профилот мора да се заклучи. И последиците од тоа заклучување пак се други. Така да тогаш бевме очајни, мислам, навистина бевме очајни како да го спасиме целиот наш труд од тие 8 години на Инстаграм, кој што навистина бара многу напор. И веќе на 9 ноември, 4 дена подоцна, официјалниот профил на Слободен печат беше заклучен. Следниот ден на заклучен, при првото отворање на апликацијата забележавме над 1000 понуди за пријателства. Од нив 99% најмалку беа од ботски профили. Значи, проблемов продолжува, не се решава. И сега во целата оваа ситуација, би рекла хаварија, уште при првиот напад ги известивме новинарските здруженија и ЗНМ, морам да признам, ја сватија сериозноста на ситуацијата. Пријавивме и во МВР, во одсек за сајбер криминал, но до денеска немаме одговор за тоа до каде е процесот за нашиот случај, морам да кажам. Од ЗНМ тогаш добивме најава, мислам дека беше со тебе, Драган, или не е битно, дека ќе се подготвува прирачник за постапување во вакви кризни ситуации, кои ние го немавме. И дефинитивно беше повеќе од потребен, ама тогаш свативме дека е повеќе од потребен за барем да имаш некаков совет или некаква представа што може да се направи. Да, ние тогаш немавме ништо и реагиравме повеќе би рекла импулсивно.
Ни помогнаа комуникациите со медиуми од регионот, бидејќи во истиот период во соседството имаше ваков онлайн напад кај 5 медиуми регистриран, така да и комуникациите со нив ни помогнаа. Не бевме свесни всушност што нити подготвени што треба да се направи за да се справиш со вакво дигитално, би го нарекла, разбойништво. Се разбира дека секоја редакција треба да биде подготвена барем до некаде, но неопходна е подготвеност и на институциите, бидејќи во спротивно ќе се испрати порака дека ваквите дигитални напади се дозволени.